А брзиот развој на технологијата носи нормално бројни придобивки, но доколку се користи правилно, што во спротивно, ако не се користи нормално, правилно и прекумерно, може да направи практично голем број на негативни последици. На оваа тема колешката Александра Максимовска од Битола зборува со професор доктор Златко Жоглев, социолог. Александра, повели. Добро утро повтор пат. Така е, штетноста од компјутеризацијата и прекомерната екранизација се се поактуелни теми во денешницата, особено во современиот општество, каде дигиталните уреди се нераскинлив дел од секојдневието. Уште пред 30 години, во далечната 1996 година, Златко Жоглев, сега веќе пензиониран доктор по социолошки науки и редовен професор на педагошкиот факултет, во неговата докторска дисертација предупредува за општествените последици од компјутеризацијата. На оваа тема разговараме ова утро со него. Добро утро, професоре. За почеток, Добро утро. Поздрав за сите гледачи на македонската телевизија и на сите граѓани на Македонија. Посакувам се најубаво во новата година. Пред 30 години на Универзитетот Свети Кирил Методи во Скопје, на Филозофскиот факултет, ја одбранив докторската дисертација со наслов Општествени последици од компјутеризацијата. И точно тогаш во мојата докторска дисертација истражувањата кои што повеќе години и децении претходно јас веќе ги правев, ги следев за развојот на современата технологија и некои, како што викаат, современа информацијска технологија, покажа неколку трендови. Прво, хипотезите што ги имав поставено и истражувачките прашања, дали постои одредена интеракција меѓу општеството и одредени општествени сфери и развојот на компјутерите, се потврдија со истражувањата и тоа за тоа какви се конкретно последици за глобалното општество и за одредени општествени сфери. Например, се потврдија во истражувањата што ги имавме според податоците дека компјутеризацијата предизвикува промени кои што тогаш почнеа да бидат длабоки промени во сферата не само на стопанството, односно на економиката, каде што уште тогаш се укажуваше дека може да доведе зголемената роботизација преку компјутерите до создавање на многу вишок на работни места, односно дека голем дел работни места ќе бидат заменети со автоматизирани процеси или со роботите. Второ, дека и во сферата на администрацијата, дека компјутерите ќе донесат многу промени, посебно се сметаше дека ќе се заменат, односно ќе се отпуштаат многу работници кои имаат рутински работи, а што со помош на компјутерите почнаа да тие работи се заменуваат многу полесно. Трето, во сферата посебно, значи значајно, во сферата на образованието, какви промени предизвикаат компјутерите, се покажа дека компјутерите предизвикаат многу длабоки промени во сферата на образованието, како и во здравството, што посебно во овие сфери предизвикува етички дилеми, но исто така и во првата сфера која што спомна, во сферата на економијата, на стопанството, дилемите се глобални етички дилеми. Не се работи за тоа дека генерално технологијата е негативна и негативни последици предизвикува. Може да кажеме дека технологијата е неутрална, меѓутоа начинот на кој се употребува и се користи може да предизвика освен позитивните бројни последици и негативни. Така, например, ограничувањето на општествениот систем во кој се користи технологијата се видливи конкретно. Например, ако се сака да се зборува за систем кој што е капиталистички, кој за жал во некои држави е сега на ниво на првобитна акумулација и се отпуштат голем број работници, штом се изнајдат некои замени за нив, без да се води сметка за социјалната компонента, е една страна, друга страна е
како тие да речам современи да речам системи компјутерски засновани се користат во демократски општества, во општества како што се и во скандинавските и во други држави, каде што се води сметка и за развојот на технологијата, за квалитетот на она што се создава, меѓутоа и за социјалниот момент. Најдобро ова ќе го илустрирам со една анегдота меѓу председателот на синдикатот во фабриките на Форд и самиот Форд, кој кога ја создал првата целосно така автоматизирана фабрика, го викнал тој председател на синдикатот, со кој имал многу главоболки и му рекол: еве видете сега, да ве прашам како вие ќе собирате синдикална чланарина од овие роботите. И овој бил многу интелигентен, председателот на синдикатот му рекол: господине Форд, јас некако ќе се снајдам за членарината, вика, ама да ве прашам вас како вие ќе им ги продавате вашите автомобили на овие роботите. И тука е всушност границите на системот во употребата на технологијата. Сега капиталистички систем кој што не води сметка за луѓето, тој на секој начин сака да ги редуцира трошоците на сметка на штета на самите работници. Ама тоа ја доведува прашање куповната моќ на нив, а тоа доведува во крајна линија до колапс на системот. Тоа беа вашите предвидувања. А како ја оценувате компјутеризацијата и масовната екранизација во современото општество, накратко? Да, накратко, ова ќе кажам дека таа компјутеризација, некритички примената, екранизацијата, исто така, некритички применети, неселективно, не само што им го краде времето на луѓето, им ги краде нивните животи. Илустрација, другар од Австралија ми пушти видео, пола сат, во кое што на викенд каде што се луѓето, на пикник, ми кажува пола сат, прво 5 минути прекрасна природа со езера, со ливади, со се, и после тоа пола сат луѓе со наведнати глави, сите гледаат во екраните. Значи, пропуштат луѓето да уживаат во една прекрасна природа, каде што излегле на викенд, на пикник, тие тоа не го гледаат затоа што екранизацијата им го кради тоа. И тоа е тој израз што е соодветен за современите општества. Денес имаме луѓе со наведнати глави. Општество на луѓе со наведнати глави. За жал така е. Во однос на оваа тема следува и прашањето докаде да се оди, како ова да се спречи. Дали може на глобално ниво нешто да се направи, да се исконтролира и да се постави една црвена линија докаде? Секако дека може и треба да се прави, некои држави веќе го прават тоа, увидувајќи дека е штетна претераната употреба на посебно сега на паметните телефони, забранети се во одредени држави веќе, децата и во основни училишта, некаде и во средни училишта се забранети употребата на тие мобилни телефони, меѓутоа неопходно е потребно да се направи на глобално ниво некоја регулација, која што како минимум стандард би ја пременувале сите земји, а во одредени земји каде што има услови за повисоки стандарди, да го направат тоа. Доколку тоа не се направи, навистина може да има сериозни последици, бидејќи истражувањата и моите предвидувања уште тогаш пред 30 години јас кажав дека не постојат онтолошки пречки современата вештачка интелигенција да се осамостои, автономно да делува, да не ги слуша луѓето, а бидејќи ќе биде супериорна, ќе ги има скоро сите бази на податоци се, луѓето може да се најдат во многу незавидна ситуација. Затоа, можеби, да речам сега критични се следните децении, за да се направи регулација која што ќе ги заштити луѓето. Инаку, според мене, јас очекував дека ваквата точка ќе дојде каде што би била автономна таа современа интелигенција вештачка, дека би било некаде околу 100 години. Меѓутоа се покажа дека многу брзо развојот се одвиваше и сега има сериозни опомени од луѓе кои се најкомпетентни дека треба итно да се делува, инаку може да биде катастрофа за човештвото. Професоре, ви благодарам за вашето одвоено време и дека да се надеваме дека во иднина оваа појава, ако не се минимизира, барем да се стопира на едно вакво ниво. Ви благодарам и јас, само на крајот да нагласам дека јас не сум од оние кои што апсолутно сметаат дека современата технологија, компјутерите имаат само негативни последици. Напротив, јас сметам дека има многу
придобивки од современата технологија, меѓутоа треба луѓето да бидат внимателни за некои работи, посебно заради етичките дилеми кои се во разни сфери, а за секоја од тие сфери може да се прават и посебни емисии. Ви благодарам уште еднаш. Студио. Александра, ти благодарам и тебе и на твојот соговорник за вклучувањето во Македонија на утро ова утро.